Улицата Гоце Делчев во стариот дел на Тетово со години чека целосна реконструкција. Бекатон коцките со кои е поплочена се оштетени и на многу места се направени дупки и нерамнини. Граѓаните реагираат дека не можат безбедно да се движат ниту пеш, ниту со автомобил. Велат дека од секоја општинска власт добиваат ветувања за конечно решавање на овој проблем, но досега не се реализирани. Што да речем за оваа улица? Оваа улица е од време ваква. Само кога се избори се поправи нешто, а не да се направи нигошто. Еви гледате исто ѓубрето само. Ѓубрето е најголема катастрофа, тоа е црквата. Колку е тешко да се движиш, особено со возило по оваа улица? Ама не со возило и луѓе ќе искаше и ноѓе ова, не само со наравно да е тешко. Ова е многу тешко улица, ама дали е лошо направена? Ова го поправа? Ја не викам не да не го поправа, ама за кратко време се прават дупка. Овдека ставаа само песоци. При неодамнешната посета на реконструирана улица во тетовската населба Дреновец, градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи на новинарско прашање кога ќе се реализира најавената реконструкција на улицата Гоце Делчев, одговори дека имаат изготвено проект со кој конкурирале во ресорното министерство. Имаше повик од страна на Министерство за транспорт и врски, затоа што министерството и владата доби средства од Светска банка, кредитна линија, каде што беа побарани проекти. Општина Тетово конкурираше со 3 проекти. Првиот од тие проекти е токму Гоце Делчев со сите нишани, како што е ова тука, и плюс уште 2 локални правци, така да проектите се комплетирани и немаат никаква мана, така да мислам дека ќе влеземе во буџетирањето и тогаш ќе имаме и таму решен, така темелно решен проблем, подземно и надземната инфраструктура. Инаку во изминатиот период општината целосно реконструираше 2 улици, во Мала и во Голема Речица, а на улицата во блок 4 беа поставени бекатон плочки. Долж реката Пена позади клиничката болница во Тетово се градат потпорни ѕидови. По нивната изградба се очекува да се доврши улицата која води до новиот ургентен центар. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека ова е првата фаза од овој проект. Во иднина се очекува улицата која сега треба да се доизгради до ургентниот центар, да се пробие до булеварот Благоја Тоска. Денеска сме тука на првата недела на одвивањето на работите во градење на потпорниот зид во делот до клиничката болница Тетово. Се работи за должина од 500 метри на една страна и 500 метри на друга страна, со завршување на овие работи кои имаат вредност од 20 милиони денари и подразбираат комплетно регулирање, значи, на потпорните ѕидови, адаптирање и нормално естетизирање нивно, осветлување, тротоари и се тоа што иде како дел од овој процес. Тенденцијата, значи, е да се заврши работата со потпорните ѕидови, да се доврши патот до овој влез на ургентниот центар, да овој влез да ја има функцијата што треба фактички да го има, значи ургентен центар за ургентни случаеви. Истакна началничката на Тетово Теута Арифи. Директорот на клиничката болница Тетово вели дека со пробивање на улица до новиот ургентен центар значително ќе се намалат гужвите во дворот на болницата. Мислим дека ова е еден од значајни сегмент за нашата институција, значи за граѓаните, значи вие сами сте сведоци на многу случувања што се случуваат, значи пристапот до здравствените установи, значи пристап до клиничка болница Тетово, пристап до здравствените домови, до матичните. Знаете дека во овој комплекс значи не е само клиничка болница Тетово, него се и другите установи, центарот за јавно здравје. Мислим со ваквото регулирање, со ваквиот начин на луѓето, мислим на граѓаните, ќе им биде полесно пристап до институциите. Истакна Флорин Бесими, директор на клиничката болница Тетово. Долж реката Пена, каде сега се гради потпорен зид, ќе се изгради тротоаре, ќе се постави улично осветлување.
Собствениците на автосалоните во Тетовско, еден од регионите со најголем број на возила, но и најголема продажба, ја поздравуваат најавената мерка за субвенции за замена на старо со ново или користено возило со еколошки стандарди, односно со Евро 5 и Евро 6 нормативите. Велат дека во последно време започнал да се подновува возниот парк, но тоа не е доволно. Новата мерка ќе ја зголеми продажбата на новите возила, а со тоа ќе се намали емисијата на штетни гасови. Бидејќи несомнено ќе се намали загадувањето на воздухот, бидејќи еден од големите причини за загадувањето на средината баш се тие стари возила кои беа доскоро без никакви ограничувања. Во поново време малце се дигнаа стандардите, меѓутоа и тоа е недоволно. Со оваа мерка мислам дека многу ќе се допринесе за купување на нови возила, читав дека ќе има и субвенции за плински уреди, што секако и тоа го намалува загадувањето. Единствена забелешка е дека за сега се ограничува на некој си број од 900 возила, али во секој случај и тоа е добар чекор за понатаму да се преземаат уште поголеми мерки од оваа страна. Не само загадувањето, меѓутоа ќе оваа мерка ќе допринеси за безбедност на патиштата, зашто сепак ќе се обнови возниот парк. Точно дека и за нашиот бизнис очекуваме подобрување, бидејќи во последниве 10-12 години знаете, половни возила се продава и по тротоари. Не избегнуваа нас како салони, увезуваше возила кои што ќе стигне, а сега мислам дека на некој начин ќе се доведе во ред овој наш бизнес. Истакна Ивица Хаджилевски Чајка, собственик на автосалонот Авточајка. И тетовци сметаат дека субвенционирањето е мотив повеќе, возачите да ги заменат старите возила, но за тие со поплиток джеп и оваа мерка не ќе може да искористат. Она е добро за природа и граѓаните нешто може да користат. Али за природа е потребно многу да се они стари возила да се откинат. Абе тоа све зависи од стандардот на луѓево. Секој не може да обнови возен парк. Нормално дека ќе има почист воздух и треба тие одавно, не од сега, него требаше порано тоа да биде. Пошто старите возила све се стари. А со новите возили не е до субвенцијата, ама новите возили берем чист да биде воздухот. Плюс што има им субвенција и тоа добре. Според вас ќе ја практикуваат граѓаните возачите оваа мерка? Па некој ќе го практикува, мора. Едно 5-60% ќе викат да. Тоа е. А што со старите возила тогаш? Пошто старите отпадима. Истакна тетовци. Од автосалонот Авточајка велат дека мора државата да размисли што понатаму со старите возила кои биле заменети со нови. Ако истите не завршат во отпад како по примерот во соседна Србија, мерката нема да влие на намалување на аерозагадувањето. На пример во соседна Србија, која се донесе на ваква мерка, значи ги откупуваа возилата дури без некој како ограничување на годиштето, значи возила и по 20-25 години стари и добија некоја си субвенција од државата од 1000 евра. Тоа откупено возило завршуваше во отпад. Значи тоа возило више не иде во понатамошна продажба, бидејќи ние ништо нема да направиме ако возилото старо го смени собственикот и добие субвенција. По мене, по логички, тој ќе добие субвенција старото возило да заврши во отпад. Иначе ништо не сме направиле ако истото возило повторно се најде на пазарот. Собствениците на автосалоните во Тетовско сметаат дека во овој регион некаде од 60 до 70% возилата се стари над 20 години. Според нив со законот за увоз на половни возила се донесува голем број на дотрајани возила. Бројките говорат дека со овој лош закон од 10 до 12.000 возила се продавале во автосалоните, а 50.000 стари возила се увезени од странство. Со законските новини, граѓаните ќе купат ново или половно еколошко возило, а ќе добијат субвенција од 20 до 30% од вредноста, но најмногу до 3000 евра. Од владата велат дека оваа мерка најверојатно ќе стартува следната година. Инаку во земјава од 466.000 регистрирани возила, дури 269.000 се постари од 18 години. Два трупа пронајдени во ист ден ја вознемирија македонската јавност. Едниот е пронајден во резервоар за гориво на камион кај акумулацијата Турија во близина на Струмица, а другото безживотно тело било оставено во кеса во скопското село Горно Оризари. Случајот кај Турија го потврди МВР, информирајќи дека трупот е предаден на судска медицина за да се изврши обдукција и идентификација.
Во вториот случај вработен во комуналното предпријатие во Скопје најшол на пластична црна кеса со безживотно тело, додека патувал кон селото Горно Оризари. Според неофицијални информации, дел од македонските медиуми јавуваат дека случајот бил пријавен во полиција, односно дека екипи од секторот за внатрешни работи ја предале торбата на судска медицина. Станува збор за девојка чиј идентитет допрва треба да се утврди. 6 лица се приведени вчера во Тетово поради поседување дрога. Околу 21 часот на улицата Димо Гавровски кара во Тетово ги лишиле од слобода Ена 32 годишен и КБ 30 годишен, двајца од тетовското село Порој и СЧ 21 годишен од Република Албанија, затоа што кај нив бил пронајден кокаин. Ена се обидел да го фрли кокаинот, а потоа и нападнал еден полициски службеник. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово и ќе следува соодветен поднесок. Ноќеска 20 на минути по полнок во тетовското село Горно Палчиште, полициски службеници на СВР Тетово запреле патничко моторно возило Шкода Фабија со тетовски регистарски ознаки, управувано од тетовецот ЛМ на возраст од 29 години, а во кое се наоѓале и Аја од Голема Речица и БД од Тетово. При нивен преглед на возилото пронајдена е марихуана и тројца да се лишени од слобода и задржани во полициската станица Тетово за расчистување на случајот. И на коминатата недела во Полошко беа приведени повеќе лица поради поседување на разни психотропни супстанции, а еден од нив е припадник на полицијата. Поради неовластено приредување на огномет, односно нарушување на јавниот ред и мир, вчера околу 22 часот и 50 минути, 49 годишник од гостиварското село Беловиште бил приведен во полициската станица Гостивар. Одземени му се разновидни пиротехнички средства пред заедничката куќа со неговиот брат каде организирал свадбена веселба. Се расчистува случајот и против лицето ќе следува поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер од 23 до 23 часот и 40 минути спровеле акцијска контрола во угостителски објект во Тетово. При контролата биле лишени од слобода 25 годишна државјанка на Република Албанија и 32 годишна државјанка на Република Србија. Двете странски државјанки задржани се во полициската станица Тетово и ќе бидат предадени на одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија за натамошна постапка. На улица Радован Цонич во Тетово вчера околу 15 часот патничко возило Мерцедес со тетовски регистерски ознаки, што го управувал 24 годишен тетовец, удрило во 43 годишна жителка од Кичевското село Стрелци, пешак. Таа здобила тешки телесни повреди и е пренесена во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Во билтенот на СВР Тетово регистрирани и физички напади. 37 годишна тетовка ноќеска половина час по полноќ пријавила дека околу 22 часот и 20 минути на улица Маршал Тито во Тетово била физички нападната од тетовец. Денеска околу 4 часот и 25 минути во полициската станица Тетово приведен е 20 годишен тетовец кој физички го нападнал 19 годишник. 16 годишник од Тетовско Копанце пак ноќеска околу 1 часот пријавил дека бил физички нападнат од 19 годишник од истото село. Полицијата презема мерки за расчистување на случаите. Вкупно откриени и соодветно санкционирани 1896 сообраќајни прекршоци во текот на јули годинава од страна на полициските службеници на СВР Тетово во Тетовскиот регион. Поради констатирани различни видови прекршоци, од сообраќај биле исклучени 109 возила и 259 возачи. 71 исклучено возило имало истечена регистрација, кај 37 била утврдена техничка неисправност и кај едно претовар. Најмногу од исклучените возачи, пак 129, управувале без возачка дозвола, 54 управувале под дејство на алкохол, 70 возачи почетници не се придржувале на законски предвидените ограничувања, а 6 управувале со важечка забрана. Во овој период на поширокото гостиварско подрачје пак откриени и законски санкционирани се 1071 сообраќаен прекршок.
Во јули од сообраќај биле исклучени 107 возила и 127 возачи. Од исклучените возила 62 имале истечена регистрација, 39 техничка неисправност и 6 претовар. 108 од исклучените возачи управувале без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, 5 мина управувале под дејство на алкохол, 7 возачи почетници и 7 мотоциклисти не користеле заштитна кацига, информираат од СВР Тетово. БЕСА бара формирање на државна комисија за реформи во правниот систем, која според оваа партија би требало да заврши со спроведување на системот на ветинг како единствено решение за спас од неефикасното судство и обвинителство, каде владее мито и корупција. Оттаму побараа комисијата да ја формира собранието или председателот на Републиката. Со помош на меѓународните представници од САД и Европската Унија, помагајќи ни да спроведеме значителни, квалитативни и неопходни реформи што би резултирале во заокружување на овој процес со ветинг, кој на крајот би го ослободил судството, обвинителството, како и целиот правен систем од партизација и политизација. Од поранешниот системски менталитет и од селективниот пристап кон примената на правото. Уште еднаш се докажува дека ако реформата во правосудниот систем се остави во рацете на политичките партии, и тоа на партиите кои во една или друга форма злоупотребиле и продолжуваат да го злоупотребуваат судството во интерес на политички интерес. Тие само ќе создадат дополнителни кризи, со што никогаш нема да си дозволат да се излезе од овој вициозен круг. Управата на кошаркарскиот клуб Гостивар интензивно се подготвува за сезоната што предстои. Изминатиот период се екипираше тимот, а за 10 дена ќе отпочнат тренинзите на терен. Клубот го официализираше продолжувањето на соработката со досегашниот тренер Маријан Србиновски. Тој станува шеф на стручниот штаб на сениорскиот тим, а под негова палка ќе бидат и сите младински екипи во клубот, со цел да се подготвуваат за во првиот тим. Во екипата на гостиварци влегуваат двајца американци. Првиот е 23 годишниот Браун Брейди, висок 203 см, тежок 120 кг, кој игра класичен центар и на клубот треба да му донесе висина во нападот и цврстина во одбраната. Во Гостивар се сели од клубот Хјустен Кугарс, кој се надпреварува во Американската коледж лига. Вториот е Донован Доналдсон, исто така на возраст од 23 години. Висок е 185 см и бил прогласен за еден од најбрзите играчи и играч на месецот во Американската коледж лига, каде ги бранел боите на тимот на Пионерс. Во белосиниот дрес кариерата ја продолжуваат браќата Ренато и Роберт Димитриевски, Милан Димитриевски и Диме Тасовски. Сите четворица беа дел од составот и претходната сезона, која клубот од Гостивар ја заврши на 4-то место. Во екипата останува и Александар Костовски, кој беше еден од најдобрите поединци минатата сезона, со постигнати 440 поени и 193 асистенции. Од гостиварскиот клуб најавуваат малку поинаков концепт за сезонава, во која поголема шанса ќе им биде дадена на домашните и младите играчи од школата на клубот. Крушево, според Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, го зголеми бројот на туристи за 50%, а бројката се зголемила најмногу поради атрактивниот Мечкин камен, како убава дестинација за летање со параглајдер. Токму денес небото над Крушево изгледаше шарено и раздвижено, бидејќи денеска започна и светското првенство во параглајдинг. На првенството се очекува учество да земат 49 земји со 150 надпреварувачи. Деновиве во убавините на Крушево ќе уживаат представници од Бразил, Аргентина, Јужна Африка, но и од неколку европски земји.
Времето денес беше сончево и топло, со слаб ветер од променлив правец. Температурите се движеа во интервал од 12 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 9. Утре не очекува сончево и топло време, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 15 до 36 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9.